Добар ден. Стравот и заканите кон граѓаните стануваат заштитен знак на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Продолжената рака на Никола Груевски преку извршителот од Управата за јавни приходи Горан Трајковски стигна до локалните дуќанчиња, продавнички, берберници, кафулиња, до микрофирмите со по еден до двојца вработени. Деновива посебно, токму овие мали правни субјекти, кои едва преживуваат, се во агендата на Управата за јавни приходи. Им изрекуваат казни во илјадници евра, за кои што може само да сонуваат дека ќе ги заработат. Пломби на вратите, лица на луѓе во грч, кои што ги загубиле минималните примања, бизнисот, прехраната и семејството. Тоа е реалната слика што се случува во Република Македонија. Ќе посочиме само неколку примери од бројните дојави од граѓани и фирми од цела Македонија кои што во очај се обраќаат до Социјалдемократскиот сојуз. Според податоци од Централниот регистар во Битола, во акција на Управата за јавни приходи, спроведена во средината на минатиот месец, се затворени 16 мали трговски субјекти. Според наши информации од теренот, станува збор за автоперални, книжари, дуќанчиња за керамика, мали фирми со по еден до двојца вработени. Некои проценки говорат дека сумата што Управата за јавни приходи ја касирала од казните на овие 16 фирми е фантастични 52.000 евра. Дали во владеачката партија се свесни дека во Битола дуќанџиите со скршено срце раскажуваат дека превентивно, во страф од владините измени на Законот за готовинско плаќање од мај оваа година, сами ставиле клуч на врата преку 180 дуќани по разни основи. Свесни ли сте за ова, господа Груевски, Ставревски и Трајановски? Дали се ова ефектите од вашите казни во полнењето на буџетските и фондовските каси? Во Крушево, според наши информации, а за кои што поседуваме и записници од Управата за јавни приходи, во последната акција на 26 септември привремено се затворени 6 мали фирми. Во Крива Паланка пак, казнета е фирма со само 3 вработени и трафика со 2 вработени. Едната казна е од неколку илјади евра. Истото се случува и во Кавадарци, Неготино, Штип, Тетово и сите други градови низ Република Македонија. Казните се прекршоци кои што се замислени како правен инструмент за почитување на прописите. Но, Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ овој правен инструмент го претворија во фискален инструмент кој се злоупотребува за полнење на очигледно празниот буџет и огромната дупка во пензискиот фонд, а зашто сведочи фактот дека на име глоба во последниве 6 години се имаат наплатено 8 милиарди денари. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е против фискална дисциплина. Напротив, со предлог мерката за поврат на данокот на додадена вредност, јасно ставивме до знаење дека ќе предложиме цел систем на мерки со чија примена значително ќе се влијае на фискалната дисциплина. Денес, Социјалдемократскиот сојуз најавува сосема поинаква политика кон прекршоците од онаа на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Наместо арач за полнење на буџетот, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги врати назад прекршоците како правен инструмент за почитување на прописите. За таа цел, најпрво, ќе се оди со опомена за сторен прекршок. Доколку биде повторено делото, ќе се оди со пониски казни. Евентуално, при повеќе пати повторено дело, ќе се спроведат високите казни. Ова е само сегмент предвиден од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, со кој што, како што повеќе пати информиравме, целта е враќање на стабилна средна класа во општеството. Благодарам. Повелете прашање. Секогаш. Значи,
упорно и понатаму продолжува привремениот председател на Собранието Трајко Велјановски да злоупотребува позицијата на која што се наоѓа, бидејќи него не му дозволува функцијата да прифати или да не прифати, туку да процесуира поднесени предлози од претенички групи. Што очигледно зборува за стравот на господинот Трајко Велјановски да се расправа за неговата оставка, бидејќи каква е формата не е работа на председателот на Собранието да преценува на тоа што е содржано во самото барање, туку на подносителот. И за врска со председателот на ДИК, дали веќе се направени некои консултации во партијата? Се уште тече законскиот рок на кој што заинтересираните лица што ги исполнуваат законските услови треба да ги достават документите до Собранието. По истекот на тој законски рок, Социјалдемократскиот сојуз ќе понуди соодветен кандидат. Има консултации, да, нормално, меѓутоа почитуваме дека треба да се исполнат основните законски услови за. Питате која е бројка на луѓе, ако може да се знае само бројот, дали е веќе полкумина се во ајде. Па најмалку 5 до 6 луѓе за кои што се вршат консултации во моментот. Значи, сега господјата Дума е член на изборната комисија. Прашањето на Социјалдемократскиот сојуз дали ќе предложи само член или член и председател ќе биде резултат на консултациите за кои што веќе зборував.